Владата донесе одлука со која што се дозволува отворање на автошколите во нашата држава оваа недела. Но со оглед на ситуацијата на коронавирусот, тие ќе работат со посебни протоколи. Белешани можат безбедно да полагаат за сите категории, известува господинот Диди Петров, член на Комисијата за полагање на возачки испити во Велес. Преку телефонски разговор со господинот Петров, дознаваме дека воведен и посебен начин на работа за одржување на теоретскиот и практичниот дел од полагањето. Тој посочи дека неопходно е да има 2 метри растојание помеѓу кандидатите кои што ќе полагаат тестови, при што ќе се преполови бројот на кандидати во училницата. Во однос на практичниот дел акцентираше дека во колата не смее да има повеќе од 3 лица, кандидатот и двајца испитувачи. Господинот Петров информираше дека кандидатот доаѓа со свој автомобил, а од комисијата се должни да го предупредат да користи заштитни средства. Тој на крајот од разговорот дополни дека уште денес се спремни со целосна заштитна опрема со оглед на корона кризата, а со работа ќе започнат во понеделник. За тоа како изгледа протоколот и начинот на работа на автошколите во Велес во ситуација на корона криза, дознаваме од сопственикот на автошкола Денс госпоѓа Тања Теова. Од 13 мај 2020 година автошкола Денс отпочна со работа со обука на кандидати, а со теоретската настава започнува на 15 мај 2020 година. Автошколата ги почитува мерките, а тоа се задолжително користење на заштитна маска од страна на кандидатот и инструкторот при обука на терен со возилото. Понатаму, дел од протоколот е дека после секоја обука на поединечен кандидат задолжителна е дезинфекција на внатрешноста на возилото. 3 лица е максималниот број лица во возило при спроведување на полагањата на кандидатот, и тоа со носење на заштитна маска на сите лица во возилото. Таа продолжи објаснувајќи ги правилата во однос на теоретскиот дел од обуката. Околу организирањето на теоретската настава, во училница се почитува мерките за физичко растојание помеѓу клупите од 1,5 до 2 метри и задолжително носење на заштитна маска од слушателите и предавачот. Поставени се средства за дезинфекција пред влезот во училницата и редовна дезинфекција и одржување на хигиената и проветрување по секој одржано предавање. На крајот истакна дека автошкола Денс ги почитува препораките и работата ја реализираат според донесениот протокол, при што апелираат и до кандидатите да ги почитуваат мерките, надевајќи се на успешна соработка. Со ова заклучуваме дека автошколите во Велес се целосно безбедни за да отпочнат со работа и успешно да ги реализираат возачките испити со заинтересираните кандидати. Оваа недела како мерки на олабавување имавме отворање на автошколи, спортски обложувалници и други институции. Наредната недела се очекува отворање на кафетериите и рестораните.